Добар ден, вие сте со вестите во 18 часот, во нив ќе гледате. Разговорите за владина реконструкција почнуваат идната недела. Мицкоски ја отфрли идејата за предвремени избори. Ние сме добиле мандат од граѓаните за 4 години и ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори. СДСМ го обвини дека менува ставови. Еврокомесарката Марта Кос идниот месец доаѓа во Скопје. Што ќе донесе посетата и дали ќе се разговара за нон-пейперот на Мерц и Макрон? И мислам дека е тоа главната порака на комесарката. Еден подстрек во рамки на сегашните можности за забрзување на евроинтегративниот процес. Трагична сообраќајна несреќа во Албанија. Македонска државјанка загина на патот за Корча. Сопатниците итно пренесени во болница. По посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и средбите на македонскиот државен врв со европските лидери во Скопје идниот месец доаѓа еврокомесарката за проширување Марта Кос. Посетата според премиерот Мицкоски ги отфрла информациите дека земјава е изолирана. На новинарско прашање Мицкоски нагласи дека не очекува предвремени избори. Деталите од Ивана Стојановска. Доколку опозицијата повика на предвремени парламентарни избори ќе прифатиме, но СДСМ се кријат и бегаат од ново изборно соочување, порача премиерот Христијан Мицкоски. Тој и денес го повтори ставот дека сметаат оти парламентарните избори треба да се одржат во редовниот термин во 2028-та, но дека на половина од мандатот мора да се подготвени за изборно соочување во било кое време. Сепак вели, власта нема да биде таа која ќе иницира предвремени избори. Ние сме добиле мандат од граѓаните за 4 години и ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори кои што ќе се случат 2028 година пролет. Но доколку сме предизвикани, се разбира, ние мора да сме подготвени како и секоја сериозна политичка опција. Во нашиот случај, кај нас, тука во државава, имаме опозиција, ќе повторам, која што има 4-5 луѓе, ја би ги нарекол политички камикази, кои што излегуваат во јавноста, навредуваат, изнесуваат куп невистини и мислат дека ако ги растурат пердувите, дека дел од тие пердови ќе останат несобрани, па некој ќе им поверува. Еве начин да покажат. Ајде да видиме, ако сте толку силни, па да видиме што ќе биде и како ќе биде. Така што ние немаме намера да предизвикаме предвремени избори. Нашата цел е редовни парламентарни избори, но ако бидеме предизвикани, тогаш одиме и ќе победиме. Во меѓувреме власта ќе се фокусира на најавената владина реконструкција. Разговорите со коалиционите партнери ќе стартуваат од четврток, веднаш по одбележувањето на 36-та годишнина на ВМРО ДПМН. Партискиот роден ден ќе биде на 17 јуни на стадионот во Струмица. Премиерот Мицкоски смета дека во вода паѓаат и обвинувањата од опозицијската СДСМ дека власта ја носи државата кон изолација и дека ваквите тврдења ги демантираат низата посети на високи државници и европски функционери во земјава. Потврди и дека на почетокот на идниот месец Македонија ќе ја посети еврокомесарката за проширување Марта Кос. Повторно тука нема како да не искоментирам невистините кои што дајаат од опозицијата. Според нив владата била изолирана, а како таква владата изолирана, јас само во рок од 2 месеци остварив билатерална средба со турскиот председател, со францускиот председател, со германскиот канцелар. На билатерална посета беше хрватскиот премиер. Ја бев на билатерална посета со австрискиот канцелар и беше председателот на Европскиот совет овдека во Скопје. За само 2 месеца. Посетата на Кос во земјава доаѓа по 1 година. Таа во редовна посета на Македонија, како дел од балканската турнеја, беше и лани на 1 јули. Тогаш, освен со премиерот Христијан Мицкоски, еврокомесарката за проширување се сретна и со опозицијскиот лидер Венко Филипче. Реагира од опозицијската СДСМ. Оттаму вела дека Мицкоски ги менува ставовите. Едниот најавува реконструкција на владата и продолжување на мандатот. Другиот веќе отворено зборува за предвремени избори. Во Македонија е против ЕУ, а во странство се представува како голем поддржувач на Европската Унија. Кој Мицкоски е вистинскиот? Дали е оној кој сака да остане на власт до крајот на мандатот или оној кој веќе се подготвува за избори затоа што нема пари во буџетот и не може да ја одржува власта? Велат од СДСМ.
А дел од политичките аналитичари во земјава велат дека не е исклучено во фокусот на разговорите за време на посетата на еврокомесарката за проширување Марта Кос на почетокот на јули да биде нон-пейперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот председател Емануел Макрон. Сепак не очекуваат некаков пробив за деблокада на македонските евроинтеграции. Предстојната посета на еврокомесарката за проширување Марта Кос во Скопје следниот месец е дел од редовна регионална тура од која не треба да имаме големи очекувања, со оглед на тоа дека условот за уставни измени за нас останува, оценува аналитичарот Петар Арсовски. Меѓутоа, таа ќе донесе порака од Брисел дека проширувањето на Унијата е жив процес, додава Арсовски. Преговарачката рамка ќе најверојатно ќе остане фиксна, можеби некаква интерпретација можеме да добиеме или подстрек. И мислам дека е тоа главната порака на комесарката. Еден подстрек во рамки на сегашните можности за забрзување на евроинтегративниот процес. Според Арсовски, нон-пейперот на германскиот канцелар Мерц и францускиот председател Макрон, кој се дискутираше во Тиват, а според кој земјите кандидатки забрзано би се интегрирале за време на пристапните преговори, може да е тема на дискусија за време на посетата на Кос во Македонија. Имајте предвид дека таа идеја за бенефитите да не се чека крајот на преговарачкиот процес, туку постепено да се реализират додека трае преговарачкиот процес. Имајте предвид дека Македонија не е во преговарачкиот процес во моментот. Така што, дури да се прифатат сите идеи на Мерц и Макрон, тоа за нас ќе важи само доколку ги одблокираме преговорите, носејќи ги уставните измени. Условите и мерит системот за преговорите не може да се смени, но можеме доколку условно речено да бидем колоквијален да се качиме на овој воз, доколку се качиме на него, можеме да почувствуваме дел од бенефитите на новата методологија. Тоа што утре Украина и Молдавија ќе започна со отварањето на преговарачките поглавја, кај нас ќе создаде поделени чувства, оценува Арсовски. За едни, тоа ќе создаде притисок за забрзување на евроинтегративниот процес, додека пак кај оние кои веќе скептично се однесуваат кон ЕУ, ќе иницира дополнително негодување, сметајќи дека ЕУ не ги исполнува своите ветувања кон нас, посочува Арсовски. Првиот викенд по крајот на учебната година ги зголеми гужвите на граничните премини. Опасноста е да не дехидрираат нашите деца. Тешка сообраќајна несреќа се случила денеска на патниот правец поградец Ќафасан во Албанија, при што животот го загубила 26 годишна девојка од струшкото село Ливада. Според првичните информации, автомобилот бил управуван од жителка на Корча, Албанија, и тој се судрил со возило со македонски регистарски таблички, кое го управувала македонската државјанка. Во несреќата смртно настрадала 26 годишната Ела, која била сопатничка во возилото со македонски таблички. Повредени се и двајцата возачи, како и уште двајца патници кои се наоѓале во двете возила. Сите повредени се пренесени по болница, каде што им е укажана лекарска помош. Според информациите на албанските медиуми, нивната состојба е стабилна и тие се надвор од животна опасност. На местото на несреќата извршен е увид, а истражните органи работат на утврдување на причините и околностите под кои дошло до трагичниот судир. Апликацијата Мој ДДВ за скенирање фискални сметки за поврат на данокот се соочува со проблеми во функционирањето веќе неколку дена. Дел од корисниците добиваат порака дека нема конекција со УЈП при внесување на пин-кодот за влез во апликацијата. Од управата пак велат дека станува збор за технички проблеми. Елизабета Дамјановска-Спасеновска за ова. Наместо успешно скенирана сметка, граѓаните веќе неколку дена при обидот да ги скенираат фискалните сметки добиваат известување дека апликацијата нема конекција со УЈП. Ова е уште еден во низата проблеми со конектирањето на граѓаните со оваа популарна алатка. Од управата за јавни приходи велат дека станува збор за технички проблем, но засега не откриваат што точно го предизвикало прекинот, ниту кога апликацијата повторно ќе биде целосно функционална. Ви информираме дека апликацијата Мој ДДВ моментално функционира со повремени забавувања. Нашите тимови активно работат на утврдување на причините и на надминување на предизвиците со цел што поскоро да се обезбеди нејзино непречено функционирање. Проблемите со УЈП не се новина.
Во изминатиот период имаше и доцнења со исплатата на повратот на данокот, што предизвика незадоволство кај корисниците. Иако во јавноста постојано излегуваат информации дека проектот можеби ќе се укине, министерката за финансии и директорката на УЈП секогаш го демантираа тоа, но нагласуваа дека Мој ДДВ според нив не ги дава очекуваните резултати. Средствата од тековното тромесечје инаку треба да се исплатат во рок од 60 дена по завршувањето на кварталот, кој завршува на крајот на месецов. Од СДСМ реагираат дека блокадата на апликацијата за поврат на ДДВ не е случајна, туку последица на, како што велат, празната државна каса. Ова не е случајно. Ова е директна последица од празната државна каса. Кога нема пари во буџетот, државата нема ниту намера да им ги врати парите на граѓаните. Со тоа што системот не работи, владата едноставно нема да исплати дел од ДДВ-то што инаку би требало да им го врати на граѓаните. Ова е уште еден доказ за тоа како функционира оваа власт. Во меѓувреме, додека апликацијата Мој ДДВ се соочува со проблеми со функционирањето, од УЈП објавија нова листа на должници. Според податоците кои ги објавија, станува збор за над 5000 физички и правни лица кои должат речиси 13 милиарди динари данок. Земјоделството се соочува со тотален колапс. Нема откуп на производите, а субвенциите се намалени, обвини лидерот на СДСМ Венко Филипче од Карбинци. Ваков колапс на системот до сега во изминатите 30 и повеќе години во државата немало. Тотална негрижа од страна на владата за сите проблеми со кои што земјоделците се соочуваат. Прво зголемени трошоци за производство, цени на ѓубриво, на вода, на работна рака. Неисчистени канали, земјата нема од каде да се наводнува, а има систем кој што е поставен и кој што е поврзан со системот на езерото Калиманци. Понатаму немање доволна сума на пари за субвенции, вкупната сума на субвенција е намалена за 40 милиони евра, освен што е намалена не се исплаќа, субвенциите каснат и тоа важи исто така за секој сектор во земјоделието. Како за производство на тутун, како за сточарите, млекопроизводителите, производителите на ориз. Ланската година го видовме, сега оваа година повторно исто ќе биде со лозарите. Луѓето не може да врзат крај со крај. Реагира од ВМРО ДПМН, оттаму велат: Филипче, да те подсетиме дека кога заминавте од власт, оставивте долгови и неисплатени субвенции. Може би дојде време да одговорите на земјоделците каде тие пари завршија. Дали токму со парите на земјоделците си купивте визи во Дубај, станови по скапи комплекси низ Скопје? Резултатите во земјоделството се видливи. Земјоделците имаат партнер во владата предводена од ВМРО ДПМН и знаат дека никогаш нема да бидат оставени сами како со СДСМ, велат од владеачката партија. Првиот викенд по завршувањето на учебната година донесе зголемени гужви на граничните премини кон Грција. Патници од Македонија, Србија и од други земји надвор од Европската унија се соочуваат со долги чекања, за кои дел од нив предупредуваат дека би можеле да се интензивираат со воведувањето на новиот систем за влез во унијата. На преминот Богородица утринава, според некои информации, се чекало по неколку часа за влез во Грција, додека на преминот Дојран колоните достигнувале должина од околу 1 километар. Полесна пак била состојбата на преминот Меджитлија кај Битола. Еден ден есен, следниот лето, наглите температурни пресврти се посериозен предизвик за организмот. Додека кај возрастните може да предизвикаат колапси и други сериозни здравствени проблеми, детскиот организам реагира поинаку на ваквите временски екстреми. Педиатрите предупредуваат дека најранливата група се најмалите, доенчињата и малите деца до 3 години. На оваа тема Сања Трајковска-Ставров. Еден ден 20 на Целзиусови степени, следниот на 30, од јакна до кратки ракави за само 24 часа. Температурните шокови што кај возрастните можат да предизвикаат колапси и сериозни здравствени состојби, кај децата се манифестираат поинаку. Педиатрите во периодите на нагли скокови, особено кога има летни денови со многу високи температури и на пролет, највеќе се загрижени за дехидратацијата кај децата. Доктор Мира Атанасова советува на отворено или за време на викенд, кога голем дел од граѓаните одат во соседството на море,
Клучно е да се заштити кожата на децата и главчето, да носат капче. Тоа е најголема опасност за нас како педиатри кога ќе не реферираат родителите од топлината, од промената нели на времето. Опасноста е да не дехидрираат нашите деца. Мало доенче, мало дете е посклоно да дехидрира за разлика од постар пациент. Зошто е тоа така? По закони на физика тие имаат мало тело, меѓутоа голема површина која што губи течност и испарува едноставно невидливо и затоа поењето, давањето на течност и електролити е многу битно во овој период. Зошто е опасно? Ние имаме ситуации кога едно доенче ако е дехидрирано, го гледаме во два смера, да не речам, едниот смер го гледаме едно дете раздразливо, вознемирено, многу плачливо, одбива храна, а другиот смер е обратен. Детето е многу мирно, поспано, летаргично, спие. Доктор Атанасова вели дека најчестата грешка што ја прават родителите кога е променливо времето е што ги преоблекуваат децата за да не настинат. Реалноста е дека кога на возрастниот му е топло, топло му е и на детето. Во Македонија не постојат избрзнати деца, меѓутоа ние педиатрите гледаме прегреани деца секој ден. Значи прегревањето, претераната облека во ваков период стварно е погрешно. Свесна сум дека променливото време им буди малце страв, им буди несигурност како едно дете да го облечат нели во утренските часови. Треба тоа дете да е спремно и да носи мала подебела облека, да речам дуксерче, палтанце, тоа треба на пладне да се соблече, да се раскомоти и се знае препораката од педиатрите е строго памучна облека, да не речам природни материјали, кои што можат да се вријат, кои што може добро нели да се осушат или на сонце или да се испеглат. Така да најголемите грешки се во однос на облекувањето. Педиатрите велат дека родителите треба да бидат свесни од и децата имаат двојно поголема потреба од течности, а и за полесна облека, за разлика од возрастните. Периодов во ординација најчесто се доаѓа на преглед поради вирусни инфекции, повеќе респираторни, ама и стомачни вирози. Педиатрите алармираат да се внимава и со храната за да се избегне труење, кое кај помалите деца може да биде и опасно, доколку не се реагира на време. Ги завршуваме тука вестите, се гледаме во вечерните. Пријатно.